На денешен ден, 15 февруари 2013 година, денеска е меѓународен ден за борба против ракот и леукемијата кај децата. 1564 година во Пиза е роден Галилео Галилеј, италијански астроном и физичар. Ги проучуваше проблемите на механичкото слободно паѓање и хоризонталниот истрел. Конструира телескоп кој го постави на врвот на црквата Свети Марко во Венеција. Ги откри Јупитеровите месечини и појавата на сончевите дамки. Поради прифаќање на Коперниковиот хелиоцентричен систем, се судри со католичката црква. На 70 годишна возраст беше протеран од земјата. Умре на 8 јануари 1642 година. 1710 година роден е францускиот крал Луи XIV, кој по смртта на својот прадедо Луи XVI стапи на престолот во 5-та година од животот и владееше до смртта 1774 година. Важи за владетел кој се однесуваше непримерно, дури и расипнички, а од него наводно потекнува реченицата «После мене потоп». Неуспешно завршија војната за австриското наследство и 7-годишната војна, по кој Франција мораше на Велика Британија да ја отстапи Канада. 1839 година во Велес е роден Рајко Жензифов, македонски писател, преродбеник и публицист. Во своите песни го опеа славното и тешко минато на македонскиот народ. Најпознато негово дело е поемата Крвава кошула. Умре во Москва на 15 февруари 1877 година. 1857 година во Берлин умре Михаил Иванович Глинка, руски композитор и еден од основачите на националниот музички стил во Русија. Со своите композиции го прослави рускиот музички стил низ светот. Тој ја компонира првата руска национална опера Иван Сусанин, како и операта Руслан и Људмила. Компонира оркестарски дела, камерна музика и романси. Роден е во Новоспаско кај Смоленск на 1 јуни 1804 година.